Министерството за образование и наука и за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување спроведува пилот проект за утврдување на афинитетите на учениците за тоа каде сакаат да го продолжат своето образование. Овој проект има за цел учениците да се насочат во вистинската насока и во иднина да бидат поконкурентни на пазарот на труд, со што полесно би биле вработени. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски посочи дека најголема побарувачка на пазарот на трудот има за кадар од техничките училишта и факултети. Како што во изминатите години покажуваат потребите на пазарот и она што се очекува за следните години што би биле потреби на пазарот на трудот, дефинитивно техничките науки, високо образование, технички науки или средно стручно образование се оние кои што ќе бидат најпотребни, многу полесно ќе се доаѓа до работа. Министерот за образование Панче Кралев соопшти дека целта на проектот е да се насочат младите лица во вистинска насока и додаде дека тестирањето е извршено на 7 паралелки во 7 училишта од различни општини. Кралев додава дека учениците добиле одредени препораки, а доколку ги прифатат и во иднина ќе се следи нивното образование. Доколку ги прифатиле препораките, значи интенцијата исто понатаму да се следи нивното образовен развој, совладувањето на знаењата и нивниот напредок. Овој пилот проект, јас би рекол, значи во иднина, како што напомена и министерот за труд и социјална политика, нашата идеја и заложба е да биде проширен на поголема група на оделенија, на ученици уште од почетокот на следната година. Кралев истакна дека во дел од европските држави учениците можат и да избираат дел од предметите кон кои што имаат повеќе афинитети, но пред тоа се врши селекција и тестирање на учениците. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски соопшти дека тестирани се 184 ученици од повеќе националности, а од нив 24 покажале надпросечна интелигенција. Резултатите покажуваат дека учениците најмногу утежнеат кон трговија, бизнис менеджмент, банкарство, административна работа, а потоа следат уметничка област, здравството и прехранбената област. Учениците најмал афинитет имаат кон земјоделството и мануелната работа. 40% од учениците добиле препорака да се запишат во некое техничко училиште, а останатите 60% кои што се со повисока интелигенција имаат можност да одберат дали своето образование ќе го продолжат во гимназија или во некое стручно училиште.